Добро утро, почитувани, вие сте со емисијата Нов ден. Ке имаме еден час дружење, еден опуштен час, нови теми и студио полно со гости. Денеска е петок, крај на работната недела. За денеска и за викендот метеоролозите најавуваат сончево време, па затоа искористете го максимално одморот за да се опуштите, да се прошетате и да бидете во друштво со саканите луѓе, бидејќи на крај не е важно каде си, туку со кој си. За кратко време навлегуваме календарски во летото, но и денешните температури покажуваат дека сме во лето. Не очекува потопло лето во кое температурите според најавите од синоптичарите ќе ги надминат многогодишните просеци во некои делови и за над 3 степени. Особено отстапување ќе има во текот на месец јуни. Според прогнозите се очекуваат и периоди со исклучително топло и сушно време. Врнежите летово ќе бидат во рамки на просекот. Во целиот југоисточен регион на Европа температурите во текот на летото ќе достигнат надпросечни вредности. Во Република Македонија постои голема веројатност за надминување на температурите од многогодишните просечни вредности кои би биле повеќе од 3 степени во североисточниот регион, а за останатите делови од територијата до 3 степени. Најголемо отстапување на температурата на воздухот се очекува во текот на овој месец, покажува анализата на управата за хидрометеоролошките работи. Метеоролозите предупредуваат можност во предстојната летна сезона да се јават периоди со исклучително топло и сушно време. А кога сме веќе кај сонцето и летното време, ако планирате оваа година со автомобил да одите на одмор, ова мора да го знаете. Доколку планирате патување во странство со автомобил, нема да ви бидат доволни пасошите и финансиските средства со резервации. За тоа ќе бидат потребни повеќе документи, опрема и дозволи во зависност од земјата каде што ќе патувате. Кога станува збор за балканските земји и останатите популарни дестинации за македонците, речиси секаде важат генералните правила, забраната употреба на мобилен телефон при возење, минимално дозволено количество алкохол и соодветна опрема за возилото стои на официјалната страница на АМСМ. Доколку се патува со дете, имајте во предвид дека во повеќе земји е потребно детско седиште за мали деца. Потоа за македонските државјани кои патуваат во странство се потребни и зелен картон и меѓународна возачка дозвола. Меѓународната возачка дозвола, како и зелениот картон и дозволата за управување со туѓо моторно возило се издава од правно лице овластено од Министерството за внатрешни работи. Меѓународната возачка дозвола има важност од 3 години и не се издава на лице кое е казнето. Покрај меѓународната возачка дозвола за патување надвор е задолжителен и зелен картон, што представува проширување на територијалното покритие на осигурување од автоодговорност и со него се покриваат потенцијалните штети доколку се причинети од трето лице со потреба на моторното возило. Важноста на зелениот картон одговара на периодот на валидноста на полисата за задолжително осигурување. Денеска инаку е 8 јуни, односно последен ден за учебната 2017-2018 година. Дојде и најомилениот период за сите ученици, завршува учебната година и учениците остануваат на летен распуст. За околу 270.000 средношколци и основци, од кои околу 20.000 првачиња, денеска е последен училишен ден и почеток на летниот распуст. Учениците полуматуранти овој месец ќе се запишуваат во прва година средно
средно образование за учебната 2018-2019 година. На 18 и 19 јуни е првото пријавување во јавните средни училишта, а второто пријавување во јунскиот уписен рок е на 28 јуни. Во августовскиот рок пријавувањето е на 23 август. Учениците кои го продолжуваат основното и средното образование на настава повторно ќе се вратат на 3 септември 2018 година за почеток на новата учебна 2018-2019 година. Ние на сите ученици им посакуваме да имаат убав летен распуст, да се одморат, да уживаат и да соберат сила и енергија за наредната учебна година. Тука ќе направиме кратка музичка пауза, па ќе се вратиме назад во студиото, каде имаме една убава тема и како што најавив на почетокот, студио полно со гости. Се враќаме за кратко. Четири букви од името твое, четири страни додека спиеш, убаво ми е, гледам и свеќа, ти си најубав цвет. Твоите очи виножито кријат, под него дам со среќен лик. Зборови барам, зборови нема, никако в тебе не те опева стих. Сонце од твоите руси коси, ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти. Сонце од твоите руси коси, ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти. Дајте ми рачиња горе, ајде! Господ ме сакал, за мене те чува. Секоја вечер се молам за нас. Додека спиеш, убаво ми е, гледам и сваќам колку ти припаѓам јас. Ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти. Сонце од твоите руси коси, ангел што љубов мене ми носи. Звезди
se krijat Zlato moje, odavna čekam da pristigneš ti. Zvezdi se krijat, tvoji te oči. Zlato moje, odavna čekam da pristigneš ti. Така, почитувани, ние сме назад во студиото и како што напоменав, денеска е крај на учебната година. Учениците од денеска остануваат на летен распуст. По тој повод, мои денешни гости се од Општинското основно училиште Толи Зордомес. Јас ви благодарам за ова што сте дел од ова утро од нашата емисија. Заедно со нас се Наталија Спасовска, професор по англиски јазик, и Наташа Пешевска, професор по македонски јазик. Уште еднаш ви благодарам за поканата, за понудата и за што сте дел од нашето студио ова утро. Денеска, како што најавив, е крај на учебната година. Вие учебната година ја завршивте со патронат. Може ли еве нешто повеќе да ги запознаеме нашите гледачи, да видиме како помина овој ден за вас? Прекрасно беше, значи патрониот празник на нашето училиште беше вчера. Секоја година ние имаме чест или среќа да го имаме патрониот празник на крајот на учебната година и ни доаѓа како резиме на целокупната работа што сме ја завршиле во текот на таа учебна година. И вчера целиот ден ни беше во знакот на патронатот. Имавме повеќе активности. Првин денот и свеченоста започна со историскиот час во школскиот двор пред бистата на нашиот патронат Толи Зордомис. Потоа активностите продолжија со свечана академија, на кој директорот и стручната служба заедно со училишниот одбор и синдикатот доделија награди и признанија на ученици и на наставници, како и на наставници кои влегоа во пензија. И потоа продолжи со проекција на 2 филмови кои беа резултат на работа на одредени проекти во текот на учебната година. Така, ова училиште знаеме дека постои многу време и дека во едно од постарите училишта во Куманово. Еве да се запознаеме нели накратко со училиштето. Така, Општинското основно училиште Толи Зордомис инаку е основано 1962 година и од тогаш активно обезбедува основно образование на многу ученици. Денеска училиштето има едно подрачно училиште и едно централно училиште. Настава посетуваат над 600 ученици. Наставата се одвива на македонски јазик и на албански наставен јазик. Од прво до 9 оделение. Така, каде е подрачното училиште? Подрачното училиште на основно училиште Толи Зордомис се наоѓа во село Режановце. Така. Значи, ова училиште е вклучено во повеќе проекти. Во проектите се вклучени нели и професорите и учениците. Ајде еве да ги запознаеме нашите гледачи со некои поинтересни проекти, односно сите оние проекти каде што е вклучено вашето училиште. Па јас прво би го презентирала проектот за интегративно образование Нансен. Ние од минатата година сме Нансен модел на училиште. Тоа подразбира обука на тандеми на наставници, значи по двајца наставници сме, еден македонец, еден албанец. Одиме на обука, основно ниво, напредно ниво и експертско ниво. Так. По завршувањето на овие обуки држиме настава и тоа слободни ученички активности, на кои децата од албанска и од македонска националност повеќе се дружат и учат низ дружењето.
Како резултат на соработката со Нансен, ние како училиште добивме многу современи нагледни средства. Повеќе училници ни се реновирани со LCD проектори, со проекциони платна, со компјутери, со печатачи и со сите потребни материјали за една нормална современа настава. Така, во кои други проекти учествувате вие како рековте дека сте координатор, во кои проекти сте вие? Нашето училиште од 2016 година зема дел на учество на Erasmus Plus проекти, тоа се интернационални проекти поддржани од Европската комисија. Два од нашите тековни проекти се поддржани од Македонската национална агенција, еден имаме поддржан од Француската национална агенција, еден од Турската национална агенција и еден од Италијанската национална агенција. Така, за какви проекти станува збор тука? Ние имаме во училиштето 5 тековни проекти, од кои што 2 се за деца со посебни потреби, еден е за инклузивно образование, како децата со инклузија во проектот Наша приказна вистинска приказна, оние инклузивни паралелки работат заедно на приказни, сказни, формирање на куклен театар на нашето културно богатство, за да можеме со цел да им овозможиме и на дечињата со посебни потреби да бидат вклучени активно во некои проекти. Уште еден проект имаме за деца со посебни потреби, меѓутоа овој пат нашите наставници се обучувани низ нови методи и техники на работа, како да работат подобро со децата со попреченост. Така, дали децата сакаат да бидат вклучувани во овие проекти или дали изразуваат сами желба или ова им е нешто што им се наметнува? Па децата први добиваат понуда и верувајте дека ако има потреба од 10 деца, например 5 машки, 5 женски, ние како професори сме ставени во неблагодарна улога да мора да избереме. Значи има огромен интерес за било каков проект и огромна поддршка од родителите. Да, како ви помагаат родителите во проектите? Па први, например, ако имаме некоја активност која треба нели да има поддршка од дома, тие секогаш помагаат, или ако треба например да дојдат во училиште да учествуваат во проектот, исто така доаѓаат, потоа даваат согласност за децата да учествуваат во медиуми, да ги има на телевизија, да ги има на Facebook. Значи целосна соработка имаме со родителите. Така, ќе направиме една кратка музичка пауза, потоа ќе се вратиме во студиото и ќе го продолжиме нашиот разговор.
Така, ние сме назад во студиото и го продолжуваме нашиот разговор, односно да се навратиме повторно на проектите, бидејќи, како што рековте, вашето училиште е вклучено во многу проекти. Еве, за кои проекти не ги споменавме да им ги представиме на нашите гледачи? Јас само да надополнам за Нансен моделот на училиштата. Значи, тоа е под директна подршка на Министерството за образование и наука и на Норвешкото кралство. А втор проект кој го сработивме успешно оваа година, покрај нели 5 Еразмус проекта, ни е под капата на Македонски центар за граѓанско образование, проектот за јакнење на меѓуетничката соработка во општините. Минатата година, на почеток на учебната година, аплициравме за грант и го добивме за мултимедијална секција. Јас сум ментор на мултимедијалната секција и направивме промотивно видео за училиштето и баш вчера на патрониот празник направивме премиера. Така. И успешно завршивме. Така, има ли уште некој проект кој што не го споменавме? Така, од програмата на Erasmus Plus проекти, не споменавме дека исто така има проекти за талентирани ученици, едниот е за обука на наставници, како во рана возраст да откријат талент кај детето, кои алатки и методи значи може да ги користат при откривање на талент кај детето, исто така дали може да прават IQ тестови, кој е овластен да направи IQ тест на детето. Исто така имаме и проект за талентирани ученици во кој што се вклучени во транснационални средби и талентираните ученици. Наши ученици сега во мај беа на транснационална средба во Италија, каде што таму заедно со другите партнер училишта има можност да ги развијат своите таленти, да ги покажат своите способности. Исто така имаме еден проект за европско образование. Се вика ја изучуваме Европа или на англиски We School Europe, во кој што нашите ученици во одредени паралелки следат настава од 26 лекции во кои што ја изучуваат Европа. Така да имаат можност да осознаат што е тоа Европа, дали Македонија е дел од Европа, како да станеме член, колку држави брои. Исто така, дали ни е потребен европски пасош, кои права ги имаме со европско образование, а кои нели како Македонија што не е се уште дел од Европската унија, кои права ги немаме. Така да нашите ученици многу сакаат да учествуваат на проекти, да учествуваат на транснационални средби во странство, да се дружат со другите деца, бидејќи сите ние нели сме дел од Европа. Така и бе, нели заклучивме и сами велите дека децата сакаат да учествуваат во овие проекти, но колку професорите сакаат да учествуваат во проектите? Мотивирани ли се тие со овие проекти? Многу, еве јас на пример сум учесник на еден од Erasmus проектите за деца со посебни потреби. Нашата приказна, вистинска приказна. И навистина беше преубаво искуството што го добивме. Јас имам посетено работилница во Латвија минатата година во јануари 2017 година. Во траење од 5 дена во Рига, во главниот град на Латвија, се запознавме значи со колеги што работат на истата проблематика од другите 8 европски држави. За оваа година да отидам исто на посета во Германија, исто преку истиот Erasmus проект и навистина веќе сме пријатели, веќе имаме заедничко минато, дојдоа и тие на почеток на февруари кај нас, ние бевме домаќини, си го збогативме англискиот јазик, го проширивме фондот на зборови, стекнавме нови пријателства и пред се стекнавме високи професионални искуства. Така, што очекувате од наредната година? Еве, нели проектите завршуваат, сега завршува и крај на учебната година, завршуваат, препоставуваме и проектите. Очекувате ли веќе од септември да бидете вклучени во нови или пак да ги продолжите овие соработки и овие проекти? Нашите проекти се уште не завршуваат, 4 од нив се тековни, еден завршува. Нашите наставници се многу мотивирани, има подобрување на компјутерските вештини кај наставниците, на јазичните вештини, сите се трудат да зборуваат подобро англиски. И планираме да продолжиме со ова темпо на проекти, па дури значи од наредната година очекуваме и да имаме ние наш лидерски проект на кој што би биле Македонија би бил главниот координатор врз сите останати држави учесници во проектот. Така, кога станува ова за проектите, а кога станува збор општо за учебната година и општо за учениците, очекувате ли нешто плюс оваа година?
Секако ќе продолжиме со исто темпо, ако не и подобро, заради тоа што еве кога ги добивме Еразмус проектите, малку и бевме возбудени, љубопитни, не знаевме како ќе оди, имавме позитивна некоја трема, веќе сега сме си свој на своето и ќе си продолжиме во истото темпо. Така, само да видиме дали избравте оваа година ученик на генерација, бидејќи на крај на секоја учебна година сите училишта, основните и средните избираат свој најдобар ученик. Имаше ли таков ученик во вашето училиште? И за оваа година и за прв пат избравме најдобар ученик од албанските паралелки. Тоа е Греса Салихи од 9-4 оделение, а за ученик на генерацијата на Општинско основно училиште Толи Зордоми се прогласена Катерина Кипријановска, ученик кој навистина заслужува да стане ученик на генерација. Таа има државни награди од спорт па се до физика и хемија. Така, учествувате ли на надпревари, на општински, на регионални, на државни надпревари? Секако нашето училиште зема учество на сите надпревари. Исто така, земавме учество и на градскиот маскенбал Батко Ѓорѓија, на кој што освоивме прво место. Така да А што ви беше маската? Лебедово езеро. Так. Нашата маска беше Лебедово езеро, која што освои прво место, и во оваа прилика би сакала да му се заблагодарам најпрви на нашиот директор за целата несебична поддршка што ни ја дава, господин Милорад Јордановски, и на целиот наш наставнички колегиум, бидејќи ние во Толи Зордомис имаме навистина извонредни, исклучителни наставници кои што имаат капацитет да го работат сето ова. Така, почитувани, јас ви благодарам што бевте дел од нашата емисија овој ден. Ви посакувам многу успех понатаму и во наредната учебна година, да не дојдете од септември со нови проекти, со нови награди и да ни го збогатите студиото и со повеќе ученици кои што ќе бидат успешни. Почитувани, вие останете со програмата на К3 телевизија, имајте убав ден, ви посакувам да имате и убав викенд, а ние веќе од понеделник се гледаме со нови теми и нови гости. 120.1, Skyhawk 25 Delta. Čekori iljada do tebe, teški ko ovo nozebe. Znam deka pogrešiv, ti priznavam, ne znam što sakam, no sega znam, sega mi trebaš ti, kako son na očive. Daj mi da ti kažam se, samo jednaš slušni me. Сега mi trebaš ti, kako voda na usnive. Daj mi da ti dokažem se, samo jednaš slušni me. Izmoreni, mislite skoro presušeni, očite život od kratok je da bideš sama ti. Do mene dojdi si, vetuvam samo naspevki. Сега mi trebaš ti, kako som na očive. Daj mi da ti kažem se i samo jednaš slušni me. Сега mi trebaš ti, kako voda na usnive. Daj mi da ti dokažem se i samo jednaš gušni me. Sreća, da go najdu svoja, jaz te imam ti me, imaš sreća. Сега mi trebaš ti, kako voda na usnive. Daj mi da ti raskažem se i samo jednaš gušni me.
Сега ми требаш ти, како вода на усниве. Дај ми да ти раскажам се, дај ми да ти докажам се, дај ми да ти раскажам се, дај ми да ти раскажам се и само еднаш гушни ме. Дај ми да ти раскажам се и само еднаш гушни ме.